Денеска е 13 јануари, а вие гледате вести на Слободен печат. Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а во западните делови од земјава ќе дува умерен западен ветер. Минималната температура ќе биде во интервал од -12 до -3, а максималната ќе достигне до 7 степени. Во Скопје ќе биде променливо облачно и студено со сончеви периоди. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Минималната температура денеска ќе се спушти до -9, а максималната ќе достигне до 3 степени. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, до крајот на седмицата ќе се задржи стабилно и суво време. Од утре по котлините ќе има услови за појава на магла, а температурата ќе биде во благ пораст. Со традиционалното дефиле под маски денеска напладне почнува официјалниот дел од Вевчанскиот карневал. Маскирани вевчанци на сатиричен начин, зачувувајќи ја речиси 15 вековната традиција, ќе ги прикажат случувањата од изминатата година во јавниот и политичкиот живот, како во земјава, така и во светот. Секоја маска носи порака, став или критика кон општеството, политиката или секојдневниот живот. Дефилето почнува попладне од почетокот на селото, движејќи се низ главната улица до центарот, каде маскираните го вртат Василичарското оро. Потоа ги посетуваат домовите на вевчанци со благослов за здравје и берекет во новата година, а од домакините се дарувани со луканци, односно колбаси, леп, пари и други дарови. Ноќта пак, придружувани од останатите соселани, одат на вевчанските извори од каде полнат вода со која прават кашаник, односно зелник, во кој се става паричка. Кај тој што ќе се падне паричка да се верува дека ќе биде среќен и берикетен во текот на целата година. Утре на вирскиот празник Свети Василий Велики одат поимендени во семејства чии членови го носат името на светецот. Доцна попладнето во центарот на Вевчани се собираат сите василичари, повторно играат оро и ги палат маските со символика дека злото нема да се повтори. Новата година според јулијанскиот календар ќе биде дочекана вечер со спектакуларен огномет во центарот на Вевчани, а присутните ќе ги забавуваат Благоја Груевски, Владко Миладиновски со оркестарот на Златко Миладиновски, оркестарот за Сурли Тапани Вевчани и Перо Бели и групата ВИП. Православните христијани кои се водат според јулијанскиот календар вечер ќе ја пречекаат Стара Нова година, која почнува утре на Василица на 14 јануари. Многу македонски семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а оние кои го носат името на Свети Василий Велики како Васил, Васко, Васа или Васка, го слават својот имен ден. На семејната трпеза се крши погача со паричка, а се верува дека на оној што ќе му падне, оваа година ќе му биде среќна и берикетна. По повод празникот Обрезание Господово и Свети Василий Велики, утре во храмовите на Македонската православна црква ќе биде служена Света Василиева литургија. Свети Василий Велики е еден од тројцата најголеми црковни учители од 4 век. Родом бил од Кападокија, завршил школа во Атина. Тој бил голем христијански филозоф, а се прославил и како епископ и заштитник на чистотата на православното учење. Свети Василий Велики се упокоил на 14 јануари во 379 година. Инаку покрај Македонската православна црква, според јулијанскиот календар, верските празници ги слават и Руската и Српската црква, Ерусалимската патриаршија и монасите на Света Гора. За разлика од нив, по Григоријанскиот календар се водат Грчката, Бугарската, Романската, Украинската и Грузиската православна црква. МВР распиша меѓународна потирница по 18 годишникот кој на 9 јануари со автомобил Volkswagen Passat прегази жена во Капиштец, избега од местото на настанот и ја напушти државата. Како што наведува МВР на официјалната Facebook страница, се работи за Саид Саитов од Скопје. Министерството за внатрешни работи распиша меѓународна потирница по Саитов Саид од Скопје од татко Берти и мајка Ганимете од Скопје. Лицето е барано по централна и меѓународна потирница по барањето на ОЈО Скопје за кривично дело по член 300 од Кривичниот законник, наведува МВР. На 10 јануари јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје донесе наредба за спроведување истражна постапка против 18 годишникот, а уште 2 лица се осомничени дека му помогнале по извршувањето на кривичното дело. Саид Саитов го управувал автомобилот без да поседува важечка возачка дозвола. Со возилото удрил во Љуба Јаковлеска,
која како пешак попречно го поминувала коловозот. Од ударот и падот на коловозот жената се здобила со тешки телесни повреди, а осомничениот без да ја укаже помош веднаш го напуштил местото на настанот. Жртвата била префрлена во ургентниот центар каде и покрај укажаната медицинска помош починала. Другите двајца осомничени маж и жена му помогнале на Саитов да ја напушти државата, пренесувајќи го со својот автомобил преку граничниот премин Табановце. Тие се лишени од слобода по враќањето во земјава и за нив јавниот обвинител до судијата на претходната постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор. Притворска мерка е побарана и за осомничениот возач кој е во бегство. И за него притворот ќе почне да се спроведува по неговото пронаоѓање и лишување од слобода. Судскиот совет има нови членови, кои се адвокатката и професорката со богати биографии и препораки. Председателката Гордана Силјановска-Давкова предложи, а собранието ги изгласа двете кандидатки, адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска и професорката Арлинда Кадри-Шахиновиќ, за нови членови на Судскиот совет. Нивните богати биографии, мотивацијските писма, оградувањето од политички влијанија и препораките од академици и од професори само ги зголемија и онака големите очекувања од нив, да ја вратат до вирбата во телото кое со години е мета на критики, скандали и политички влијанија. Председателката пред собранието ги представи како реформаторки, исклучително стручни и професионални. За Шахиновиќ гласаа 63 пратеници, 15 беа против и 1 воздржан, а за адвокатката гласаа 81 пратеник, 8 беа против и 1 беше воздржан. Единствено Дуи јавно се изјасни против Шахиновиќ, бидејќи беше во комисијата за помилување на председателката која си поднесе колективна оставка. Словачка се издвои од колективниот одговор на ЕУ, стоп на воена помош за Украина. Највисоките словачки функционери, председателот Петер Пелегрини и премиерот Роберт Фицо и председателот на парламентот Рихард Раши потврдија единство околу клучните надворешно политички и внатрешни прашања. По заедничка средба тие соопштија дека Словачка повеќе нема да и дава воена помош на Украина, нема да испраќа војници и нема да учествува во плановите на ЕУ. Задачата на тројцата највисоки уставни функционери е да испратат сигнал дека е можно да се води културна политика и култивиран диалог и дека мора да се најде заеднички пат и заеднички одлуки за доброто на Словачката република, изјави председателот Пелегрини. Тој додаде дека средбата покажала оти можат да разговараат отворено, конструктивно и прагматично за сите прашања. Според Пелегрини, тројцата се единствени и во оценката за војната кампања на САД во Венецуела, која ја сметаат за грубо кршење на меѓународното право. Потврдена е согласноста дека Словачка треба да има представник на разговорите на така наречената коалиција на волните, но со непроменет став. Земјата нема да ја поддржува Украина воено, нема да испраќа војници и нема да учествува во гаранции за голем заем од Европската комисија. Сите тројца истакнаа дека Европска унија е животен простор за Словачка во кој сака да остане. Сепак Фицо предупреди дека унијата никогаш не била во подлабока криза. Наследникот на иранскиот шах го повика Трамп да интервенира за да го собори режимот во Техеран. Протераниот син на последниот шах на Иран, Реза Пахлави, изјави дека странската интервенција би можела да го забрза падот на сегашната влада во Иран и да спречи понатамошни жртви за време на масовните протести што ја тресат земјата со недели. Тој оцени дека американскиот претседател Доналд Трамп треба да преземе конкретни мерки против иранското раководство, кое тврди тој брутално ги потиснува демонстрациите. Ни треба акција. Најдобриот начин да се осигура дека помалку луѓе ќе бидат убиени во Иран е да се инвестира што е можно поскоро за конечно да се собори овој режим, рече Пахлави во интервју за CBS News, додавајќи дека Техеран според него веќе ги преминал сите црвени линии поставени од Вашингтон и се обидува да ја измами меѓународната заедница со најави за подготвеност за преговори.
Американскиот секретар за војна Пит Хексет изјави дека американската војска повеќе нема да биде одвлечена од идеолошки агенди, наведувајќи дека фокусот на администрацијата е на борбената готовност и зајакнувањето на домашните војно-индустријски капацитети. Зборувајќи во објект на Локхид Мартин, Хексет рече дека војската веќе нема простор за одвлекување на вниманието и, како што рече, ѓубре, и оцени дека политиките на разновидност, вклучување и еднаквост се напуштаат, кој според неговите зборови го одвлекле вниманието од основната мисија на вооружените сили. Овие негови изјави ги објавуваат американските медиуми. Во овој контекст, Хексет рече дека целта на новата политика е да се ослободи американската војска од момци во фустани, оценувајќи дека таквите практики го одвлекле вниманието од основната мисија на вооружените сили, борбена готовност и ефикасност. Најмалку 11 лица загинаа во сообраќајна несреќа во источна Боливија додека патувале во минибус управуван од тинејџер на возраст од 13 до 14 години, соопшти полицијата, пренесува боливиската телевизија. За сега зборуваме за 12 мртви, резимираше локалниот полициски службеник Мигел Липе, која презеде истрагата за несреќата. Прелиминарниот список на жртви покажува дека меѓу загинатите се 4 малолетни лица и 7 возрастни. Според истиот полицаец, едно од првите откритија на истрагата било дека возачот на возилото бил малолетник на возраст од 13 до 14 години, кој загинал во моментот на судирот. Во организација на Сојузот на комунистичка младина на Југославија, вчера вечер пред амбасадата на Венецуела во Белград се одржа митинг за поддршка на таа држава и на нејзиниот претседател Николас Мадуро, кој е во затвор САД. Мадуро беше заробен во американската воена интервенција во Каракас и однесен во Њујорк, каде што треба да одговара по обвиненијата за трговија со дрога. Рацете настрана од Венецуела. Веднаш ослободете го претседателот Мадуро. Она што го направи САД е дрзок чин на буквален тероризам и не можеме да го карактеризираме на друг начин. Тоа оди подалеку од која било приказна за кршење на меѓународното право. Извикуваа поддржувачите, додавајќи дека пред се сакаат да ја пренесат пораката, дека е потребно да се ослободат венецуелскиот претседател и неговата сопруга. Организаторите побараа државата Србија да го осуди, како што рекоа, терористичкиот чин на САД и на американскиот претседател Доналд Трамп. Ова беше се во денешното издание на вестите на Слободен печат. Утре се гледаме повторно. Пријатно.